Слушате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер ви и благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Мицковски и Филипче ќе договараат лидерска, потврдена средба утре во владата. Дали нападите помеѓу Милошовски и Филков се знак за проблеми во владината коалиција? Секој има право на лош ден, па така да јас мислам дека тој лош ден е за едниот и за другиот завршен. Премиерот уверува дека владата е стабилна. Советот на јавни обвинители застана зад Коцевски, само тројца гласаа за негово разрешување. Синдикатот на улица бара минималец од 500 евра. Излевањето на Маркова река предизвика големи штети, поплавени куќи во Батинци. Трамп најави нови царини како почеток на златната ера за САД. Во тема на денот вечерва анализа за актуелните политички случувања правиме со Иван Величковски. Останете со нас. Мицковски и Филипче договорија средба ќе се одржи утре во 14 часот во владата. Очи во очи премиерот и лидерот на СДСМ ќе разговараат за потребата од одржување на лидерска средба. Филипче денеска на пресконференција го објави планот, а Мицковски вели дека е подготвен да разговара ако намерите се искрени. Повеќе за нивните планови од Александар Спасовски. Филипче вели дека нема прецизен план и дека очекува него да го изгради заедно со останатите лидери. Вели потребна е надпартиска стратегија во сите области, чија реализација нема да зависи од тоа кој е на власт, а кој во опозиција. Значи не би сакал ова да звучи како план кој што го сервирам готов, поради тоа што сметам дека сите треба да учествуваме во изготвувањето една нова форма на политички диалог, би рекол и општествен диалог, во кој што ќе се вклучат сите политички партии, пред се најголемите и секако други чинители во општеството, со цел да се изготват стратешки документи, врз основа на кои ќе се направи стратегија, а врз основа на која државата ќе функционира следните повеќе од една деценија, деценија и пол или 2 децении, многу повеќе од мандатот на било која влада и било која партија или коалиција да ја води таа влада, поради тоа што во одредени области очигледно дека мораме да знаеме на каде одиме. Филипче очекува фокус на разговорите да бидат образованието, здравството, реформите во правосудството, департизацијата и животната средина. Во ВМРО ДПМН иницијативата на Филипче за лидерска веќе оценија како негов обид да се факторизира на политичката сцена, откако на последните избори неговата партија забележа рекордно лоши резултати. Најмалку е што треба да се прави естрада на јавна сцена, доколку навистина има план и желба да помогне, стојам на располагање, во секое време ќе го прераспределам мојот распоред, но доколку планот опфаќа пристап стабри, како што беше во минатото за време на короната, тогаш јас такви планови не можам да прифатам. Во коалицијата вреди веќе оценија дека лидерска средба е губење време, додека знам ке чекаат официјална покана па ќе се изјаснат. ДУИ веќе се обидува да протурка анкетна комисија за Кочани, но СДСМ тоа нема да го поддржи. И двете партии остануваат на ставот дека истрагата се води селективно, иако во СДСМ велат дека во оваа фаза даваат целосна поддршка за расветлување на околностите и утврдување на одговорноста за трагедијата. Александар Спасовски, Сител телевизија. Размената на навреди помеѓу претеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски и министерот за правда Филков, кој доаѓа од редовите на ЗНАМ, ги отвори прашањата за тоа дали има конфликт помеѓу владините партнери. Мицковски уверува дека владата е стабилна, а изјавите на Милошовски и Филков ги оцени како лош ден за двајцата, кој според него веќе поминал. Претеникот Милошовски и министерот за правда Филков имале само лош ден кога вчера меѓу себе се испратија критики за својата работа и политичка кариера, иако припаѓаат на иста владина коалиција, смета премиерот Мицковски. Откако ги пофали како соработници, Мицковски посредно им порача и на Милошовски и на Филков да ја смират топката. Соработката со Антонио Милошовски ја оценувам на највисоко ниво, тоа е додадена вредност и во рамките на пратеничката група и во рамките на партијата со своето искуство. Министерот Игор Филков знам со какви проблеми се соочи, знам каква состојба затекна во Министерството за правда. Континуирано на дневна основа можам да кажам се координираме и соработуваме
во делот на реформите кои што се многу важни, посебно во секторот правда. Но на што можев да го заклучам, а убеден сум дека се тоа ќе застане на овие два лични ставови, е дека секој има право на лош ден, па така да јас мислам дека тој лош ден и за едниот и за другиот заврши. И Милошовски и Филков денеска не сакаат да го коментираат меѓусебниот однос со критики, но и пораката на премиерот. Милошовски синоќа во интервју посочи дека министерот за правда имал слаби перформанси по однос на врските што ги има преземено за правосудни реформи. Филков пак на Фејсбук возврати дека пратеникот е неинформиран и изолиран од партијата, а го праша и за кого одработувал во моментов. Но Искрен нема само меѓу ВМРО ДПМН и Знам, туку и внатре во Вреди. Премиерот Мицкоски не е загрижен дека и ова би влијаело на владината коалиција, посочувајќи дека владата има добар рейтинг. Има ли проблеми со коалицијата на Тарабари? Немам такво чувство дека има, напротив, имаме исклучително квалитетна соработка. Граѓаните да бидат сигурни, владата е стабилна, повеќе од 2/3 неофицијално, официјално 78 пратеника ја поддржуваат оваа влада. Граѓаните, според она што го гледам од анкетите, даваат поддршка. Огромно е позитивното мислење дека и Македонија се движи во позитивна насока и тоа представува за нас инспирација да продолжиме и понатаму да се движиме и да работиме. Партнерите во албанската коалиција наводно се поделиле околу ставовите за настап на локалните избори. Таравари сметал дека секој треба да настапува самостојно. Тој јавно посочи дека останува во владата на Мицкоски, но дека има и контакти со Ахмети, а дека тоа го прават и останатите лидери на Вреди. По оваа изјава од албанската коалиција излегоа со демант дека немаат и не сакаат ништо со ДУИ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Советот на јавни обвинители застана зад Коцевски. Само тројца гласаа за негово разрешување. Синдикатот на улица бара минималец од 500 евра. Советот на јавни обвинители застана во одбрана на државниот јавен обвинител Коцевски. Само тројца од членовите се согласни со барањето за негова смена, но јавноста остана исклучена од седницата на која беа образложени аргументите на обвинителите. Мислењето ќе биде испратено до владата, а оттаму веќе најавија дека постапката за разрешување на Коцевски е времено стопирана. Советот на јавни обвинители не сака Коцевски да замине од позицијата државен обвинител. По расправа пократка од половина час и зад затворени врати беше донесено негативно мислење за владиниот предлог за разрешување на првиот човек на обвинителството. Одлуката ја поддржаа 6 членови на Советот. Позитивно мислење или поддршка на предлогот за разрешување имаа тројца членови. За обвинителката Маријана Илиеска и членовите избрани од Собранието Кети Петкова и Ардијан Демири прифатливо е Коцевски да замине од функцијата. Членовите на Советот, разгледувајќи го предлогот на владата на Република Северна Македонија по однос на разрешувањето на јавниот обвинител на Република Северна Македонија, донесе одлука со мнозинството гласови на членовите на Советот и дава негативно мислење по однос на предлогот на владата за разрешувањето. Зошто Советот смета дека треба Коцевски да остане државен обвинител, јавноста не можеше да слушне. Пред почеток на седницата, повикувајќи се на закон, 9 членови едногласно одлучија дека сакаат во салата да бидат сами. Така се штител интегритетот и угледот на јавниот обвинител. Коцевски во својот одговор изнесувал и податоци за дисциплински постапки против вишите јавни обвинители Цветановски и Хајрулахи. Јавноста беше исклучена се заради заштита на угледот и интегритетот на јавниот обвинител, како и заштита на податоците кои што беа содржани во доказите кои што јавниот обвинител ги достави заедно со произнесувањето по предлогот. Негативното мислење, подкрепено со аргументи, Советот има обврска да го испрати до владата. Во меѓувреме, премиерот најави дека постапката за разрешување на Коцевски ќе биде во мирување, бидејќи обвинителите работеле на расветлување на Кочанската трагедија, а во тој процес покажале резултати. Зоран Јаневски, Сител телевизија.
Пратениците и од власта и од опозицијата ги поддржаа измените на законот за прекршоци. За гласа 83 и само еден беше против. Со измените се зголемуваат казните, но и се забранува употреба на пиротехнички средства во затворен простор. Според стручната јавност, безбедноста ќе се зголеми само ако измените ефикасно се применуваат. Собранието целосно забрани употреба на пиротехника во затворени простори. Законот по скратена постапка доцна синоќа доби поддршка од 83 пратеници и од власта и од опозицијата. Двојно се зголемуваат и казните. Тој што ќе запали огномет, факел или друг вид на пиротехника ќе заработи казна од 200 до 250 евра. Одговорниот на фирмата 500 евра, додека казните за фирмата ќе се движат од 1000 до 10.000 евра. За повторување на прекршокот предвиден е и притвор. 10-кратно се зголемија и казните за пропуштање малолетници после полноќ. Од досегашните 50 евра, сега казните се движат од 500 до 5000 евра во зависност од големината на објектот. Според професорката по казнено право Александра Груевска-Дракулески, зајакнатите казни ќе зголемат безбедноста на граѓаните, но само ако надлежните институции ефикасно ги применуваат. Зголемување на висината на казни, како и на прекршочни санкции, не секогаш е во насока на одвраќање од вршење криминал, прекршоци и други девијантни поведенија. Оно што има ефект за успешна превенција и сузбивање на криминалот и прекршоците е ефикасното постапување на органите на казнениот прогон, како и на други надлежни институции. И тоа многу пати го имаат потврдено бројни криминолошки истражувања. Трагедијата во која за жал многу млади лица го загубија животот или беа повредени, искрено се надевам дека ќе биде лекција за ефикасно, одговорно, професионално однесување на сите. Законските измени се иницирани од трагедијата во Кочани во која загинаа 59 лица. Пожарот го предизвикаа пиротехнички фонтани, а иако 2 часа по полноќ во пожарот загинаа и малолетници кои според закон воопшто не смееле да бидат присутни во дискотеката. По несреќата се подготвува и целосно нов закон за пожарникарска служба, која ќе ги зајакне капацитетите и со опрема и со кадар на сите противпожарни единици, со приоритет на Кочани, каде во моментот работат двојно помалку пожарникари од потребното. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Уште двајца повредени кои беа на лекување во Грција и еден во Шведска денеска се враќаат во земјава, потврди од Министерството за здравство. Најголем број на пациенти и понатаму има во Србија и Бугарија. Во меѓувреме болниците во Скопје се подготвуваат за третман на најтешко повредените, на кои ќе им биде потребно и продолжено лекување. Уште тројца повредени во пожарот во дискотеката во Кочани денеска се враќаат во Македонија. Двајца беа испратени на лекување во Грција, а еден во Шведска. Во странски центри остануваат уште 76 пациенти, најмногу во Србија, Бугарија, Турција и Грција. Во меѓувреме, клиниката за физикална медицина во Козле се подготвува да ги прими првите повредени на кои им е потребна рехабилитација кон средината на април. Од установата вела дека во тек е процес на едукација на персоналот со помош на СЗО и тимови од Англија кои се дојдени да помогнат и да го пренесат нивното искуство за најсовремените методи токму за изгореници. Рехабилитацијата воглавно ќе биде фокусирана на рехабилитација на изгорениците кои што се на кожата и секако изгорениците на респираторниот систем и целокупната едукација која што ќе биде направена тука, изборуваме за специфична, многу специфична едукација кога е во прашање третманот на изгореници, ќе биде токму дизајнирана за да се унапреди знаењето кое што го имаат нашите и физијатри, и физиотерапевти и медицински сестри, за да имаме комплетен мултидисциплинарен пристап кој што ќе даде навистина квалитетни резултати во рехабилитација. Очекуваме, бидејќи се млади деца, да имаме целосна 100% рехабилитација, затоа што е исклучително важно во периодот кој што преостанува да бидат 100% функционални, односно да се врати оспособеноста на организмот на 100% онаква како што било и пред да се случи трагичниот настан. На клиниката ќе има и посебен дел за оние пациенти на кои им се потребни стерилни услови.
Ќе постои посебен дел за изолација, каде што ќе бидат сместени пациентите кои што се уште имат отворени рани, каде што можноста за инфекција на раните е исклучително висока. Останатите пациенти ќе бидат сместени на оделенија каде што нема потреба од изолација. Вкупно во клиниката има 191 легло кое што може да бидат искористени и сме подготвени максимално да ги ставиме на располагање за сите оние кои што ќе имаат потреба од рехабилитација. Во однос на тоа како ќе се одвива рехабилитацијата во периодот кој што следи, се зависи од тоа на кој начин ќе се прави репатриација на пациентите во Македонија, по нивното враќање и во зависност од тоа каква е симптоматологија, односно тежината на симптомите со кои што е направена триажата, се испратени на лекување во странство. На болничко лекување во македонските здравствени установи остануваат 17 повредени, меѓу нив се и 6 пациенти во клиниката за хируршки болести, на кои им беа направени трансплантации на кожа. Александар Динев, Сител телевизија. Синдикатот на улица бара минималец од 500 евра. Излевањето на Маркова река предизвика големи штети, поплавени куќи во Батинци. Со барање за минимална плата од 500 евра и зголемување на сите други месечни плати за 100, ССМ денеска излезе на улица. Според синдикатот, одлуката за минимална плата од 24.400 денари е незаконска и побараа да биде повлечена. Министерот за економија тврди дека било врзан да ја подпише одлуката. Мартин Арсов ги има деталите. Со минута молк за загинатите во Кочанската дискотека, Сојузот на синдикати ја почна јавната седница пред работничкиот дом. Оттаму се упатија кон собранието, каде побараа минималната плата да биде 500 евра, а сите останати плати да се зголемат за 100 евра. Да си ги намалите вашите луксузни пратенички плати на минимална плата. Се додека не ги зголемите работничките плати. Продолжија Предстопанската комора. На работодавачите им порачаа да ги зголемат платите, бидејќи секоја година по 10.000 млади луѓе ја напуштаат Македонија и бараат работа во странство. Зголемете ги платите затоа што немаме резервна држава. Ке си одите вие од Македонија, не ние. Верувајте, младиот работник, тинеџерот, за 500 евра не ке ни да помирисна компанија да дојде да работи. Протестот заврши пред владата. Одлуката за 24.400 денари минимална плата ја нарекоа незаконска, отие без мислење од синдикатите и побараа веднаш да биде повлечена. На чекор сме до генерален штрајк во целата држава. Немојте да заборавите дека работник ве бира и дека многу лесно, како предходните, од удобната функционерска фотелја ќе се симнете на тврдо работничко столче. Со 1890 денари во управа и правосудство, 98% моментално вработени се под просек. Ако тоа не е срамота, не знам што е срамота. Министерот за економија пак рече дека одлуката е подпишал според законот за минимална плата, а мислење од економско-социјалниот совет немало, зашто синдикатите се уште немаат репрезентативност. Замислите, ако не го објавивме ние до 31 март, ќе се блокираше целата држава, ќе се блокира целите институции и приватниот сектор не можеше да пресмета плати за нивните вработени. СДСМ ги поддржува барањата на работниците, но не стои зад протестите на синдикатите, вели Филипче. Очигледно е дека се тоа автентични протести на работниците, имајќи ги предвид нивните барања. Ние излеговме со неколку предлози, кои што за жал владата во изминатиот период не ги прифати. Според податоците од УЈП, околу 20.000 работници земаат минимална плата. Мартин Арсов, Сител телевизија. Маркова река се излеа синоќа и предизвика големи штети. Поплавени се куќи во Батинци, а уништено и земјоделско земјиште во неколку општини. Граѓаните обвинуваат дека не се чистеле каналите, локалните власти пак тврдат дека сите присвојувале од речното корито за да направат поголеми дворови. Сообраќајот во погодените делови денеска е целосно нормализиран. Обилните врнежи од дожд кои предизвикаа изливање на Маркова река без сон ги оставија жителите во Батинци. Поплавени се десетици подруми и дворови, уништени се повеќе ниви и штали. Денеска состојбата се подобрува, водостојот на реката е вратан во нормала, патиштата и мостовите се проодни. Нередовното чистење на каналите придонеле да настане ваков хаос, тврдат жителите од Батинци. Водата почна околу 6,5 сати. Јас сум бил тука у штала и сам с време на време гледал. Одеднаш е дошла овде по улицата и кај брат ми
у дворот. Водата беше во висина на мостот. Значи овдека беше равно со висина на мостот водата. Доле беше ова све беше поплавено и надоле отиде. Зошто се случува ова? Па причина е затоа што не се очисти речно корито. Една од причините е што селаните се обидуваат да на неколку места да го стеснат реката, да ги прошират дворовите. Тоа не е добро. Вештачки езера денеска не пречекаа во Горно и Долно Лисиче, каде поплавени се индустријски зони и ниви. Водата од Маркова река се излеа и поплави повеќе земјоделски површини, меѓутоа и неколку индустријски објекти, односно хали и магазини кои што се наоѓаат на овој потек, при што сообраќајот беше забранет за движење од страна на Министерството за внатрешни работи, се до повлекување на водата, за што беа направени неколку насипи во трупот на патот. Утрово состојбата е нормализирана. Ние направивме некоја визуелна брза инспекција, значи мостот е во иста состојба како и пред да надојде оваа голема вода, но тој би требало да се на некој начин понатака реновира, иако сега не е воопшто опасен. Маркова река синоќа се прелила и кај булеварот Борис Трајковски во кисела вода. Службите евакуирале неколку граѓани кои биле заглавени во автомобили опколени со вода. Она што се случуваше беше вистинска драма на почетокот на булеварот Борис Трајковски, каде што практично останаа заробени одредени возила, а нивото на водата беше премногу високо. Се потрудивме човечки сите да излеземе во пресед, не го правев само јас тоа, многу други сограѓани наши помогнаа во целиот процес. Морам да истакнам дека противпожарната единица делуваше, постојано беше на терен и ја работата онака како што треба. На терен се и службите од Дирекцијата за заштита и спасување. Тим интервенирал со пумпи за извлекување на водата, а ќе интервенираат по потреба и во текот на денот. Од УХМР предупредуваат дека зголемен водостојот на реките во државата, а врнежите од дожд ќе продолжат во текот на целата недела. Габриела Лескова, Сител телевизија. Во тема на денот вечерва политичка анализа на колегата Маријан Николовски со Иван Величковски. Во тема на денот вечерва политичка анализа со Иван Величковски. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. На право сме на една нова политичка пролет, после промената на власт, веројатно прва. Имаме некакви интересни последните 2-3 дена настани во владината коалиција. Можно ли е да Милошовски и Филков имале лош ден, како што вели премиерот? Не, јас мислам дека имаат веќе лоша скоро цела година. И Милошовски, и Филков, и Мицковски, и Таравари, и Меджите и така натаму. Но тоа ги чувствуваме последиците од тоа сите ние, а вчера само мислам дека беа дадени контурите на политичката криза која што ќе имаат потреба да ја предизвикаат, за да можат да направат еден решафл на картите. Мислите дека намерно е искрењето меѓу ЗНАМ и ВМРО-ДПМН? Секако дека да, затоа што мислам дека на тој начин можеби некој од гневот дел ќе намалат кај граѓаните за се тоа што се случува. Затоа што ние денес имаме всушност паднати 3 мита. Едниот мит е дека Социјалдемократскиот сојуз бил заинтересиран за евроатлантската или и европската, особено перспектива на Северна Македонија. Тој мит падна. Дека економијата на Северна Македонија под влада на ВМРО-ДПМН ќе напредува. И тој мит падна. Дека албанците и дуи се виновни за се, и тој мит очигледно падна, и сега нормално дека мора да се глодаат меѓу себе. И затоа и не ме изненадува и ова понуда од Филипче да влезе да го спасува мандатот на Мицковски со лидерски средби за почеток од моноетнички карактер, а поратаму како што велат нов општествен договор да направат. Која би била целта на едно креирање политички тензии меѓу две политички структури во владината коалиција? Па едноставно потребен е поголем легитимитет за се тоа што треба, односно што не треба да се направи или да се спречи во случајот. Кај нас постојано спречувањето на дополнувањето на преамбулата, согласно државна обврска со која што ќе можеме да продолжиме натаму со преговорите за полноправно членство во Европската унија. За тоа време гледаме дека системот колабира, затоа што е воден од истите структури, кои дали се во СДСМ или во СДСМ на Црвенковски или во СДСМ на Заев, небитно која, потоа се преметнуваат во ВМРО-ДПМН, дали на Груевски, дали на Мицковски и така натаму. Гледаме дека од
сите партии во коалицијата на Влен, практично дали една од нив не била, не мислам дека сите биле во коалиција со ДУИ, така што дојдени сме во ситуација во која што се бара нов формат за да може да се задржат старите привилегии на истата политичка, тајкунско југо олигархиска структура и нивните партии. Не гледам нешто што ја тресе власта, таа е приближно двотретинско мнозинство, апсолутна контрола на се. Зошто би имало потреба од такви игри? Зошто велите приближно двотретинско мнозинство? Сум сигурен дека Мицкоски не лаже дека има двотретинско мнозинство. Сега во договор со Филипчич има и многу повеќе од тоа, тоа не е проблем. Проблемот како да се без да создадат тензија не може да ги запрат процесите кои што се неминовни. Забележете сега, со Кочанската трагедија не може да се справат затоа што институциите едноставно потфрлале систематски и системски 30 и кусур години. Раководени од нивни градоначалници, министри, значи што сакате, државни инспекторати, пазарни, управи за јавни приходи, сето тоа се соголе сега и се виде. Во тој момент кога остануваат без погонско гориво, а кога нивната елита и олигархија мора да ги држи некако на власт да го запрат следниот процес на напредок на Северна Македонија, на промена на економските правила на функционирање на развој на предприемништвото, на владење на правото, ВМРО и СДСМ природно мора да започнат да се бранат и да бидат во иста влада. Зошто мислите дека воопшто тие процеси би продолжили и кој би ги туркал тие процеси па да бидат спречени? Затоа што граѓаните ги туркаат, не јавноста како што митолошки се нарекува, туку граѓаните ги туркаат и забележете ги воопшто не заинтересирани за европската иднина на државата. Па сега се многу позаинтересирани затоа што видоа дека последните анкети покажуваат катастрофална. Последните анкети веќе кажуваат дека околу 55-60% од македонците и околу 90% од албанците се за полноправно членство во Европската унија. Така што анкетите зависно од нарачателот ќе ги кажат своите резултати него кои што се потребни, но граѓаните имаат свои потреби кои јасно ги кажуваат на сите избори. А политичките партии се кријат за тоа дека се за европска интеграција. Очигледно не се. Ако се за, како што го поставивме условот во декември, до 16 јануари опозицијската СДСМ требаше да ги поднесе уставните измени и да се види кој е за, кој не е за. Таа обврска е избегнаа. Сега доаѓаат во ситуација кога мора да се штитат едни со други затоа што видите системот кој што е изграден. Замислете дека ова е една куќа, Северна Македонија е една куќа. Во неа сте ги викнале одредени мајстори кои што ви изградиле. Криво е изградиле. Паѓаат балкони, паѓа кров, тече вода внатре, прозорите се раштимани, вратите паѓаат, олуци нема. И сега ви доаѓаат истите мајстори и ви викаат: "А сакате да ја поправиме куќата?" Па зарем би ги викнале да ви поправат куќа? Не би ги викнале уште еднаш во двор да ви стапнат. Во таа ситуација сега и ВМРО, ДПМН и СДСМ. Добро, може би има една друга логика за анализа, за размислување, тоа е дека со оглед на тоа дека владината коалиција е составена од 3 политички поголеми субјекти, од кои едниот е со 4 партии. За моментов има неколку закони кои се носат со двотретинско мнозинство, може би го има власта, но со Бадентер исто така се носат меѓу кои изборот на членовите во АВМ кој што не може да помине затоа што нема Бадентер. Не мислите ли дека овие искрења може би се резултат на еден друг обид на главниот политички играч у владата да со локалните избори се провери и парламентарните избори и формирање на некој ново изборно мнозинство? Добро, ве разбирам, точно е тоа прашање. Мислам дека ве разбирам, но сега тие забележуваат дека не може да играат таа игра. Значи ова не е 2008 година. Играта на Груевски не може да се повтори. Бидејќи ви имате практично... Зошто да не може? Затоа што имате двотретинско мнозинство. Што ви треба повеќе? 100% парламент. Па исклучете некои таму претеници 5, 6, 7 зборим, например, не знае како ќе се консолидира или деконсолидира Влен. Например, од она што го збори Таравари, може би е Влен до локалните избори и да не постои како ваков политички субјект. Ама не може да се консолидира кога не ги одразува граѓаните. Кога не ја одразува, конкретно да кажеме, политичката волја на албанците. Може би е или не е предвиден избор. Ама ние не треба да се криеме за албанците. Па и ВМРО, ДПМН и СДСМ не одразуваат единствено политичката волја на македонците. Да не се лажеме. А политичката волја на помалите заедници никој не одразува, бидејќи тие се декор во двете коалиции. И затоа ние имаме комплетна непредставеност и дисфункционалност, каде што може да ги купат пратениците и гледате се како се насочува дискусијата против пратениците. И тие пратеници се во собрание затоа што се представници на граѓаните. Зашто имаат да се среќаваат на лидерски средби моноетнички, монопартијски, бидејќи станува збор очигледно за една партија со две раководства, Филипче и Мицкоски.
Таа моноетничност е обид за исцртување на границите на така наречената Република Македонска, која треба да остане, слободно можеме да кажеме, транзитен коридор за влијанието на српскиот свет и излез на Егејското море. И таа е обврската која што двете партии, под обврска на својата тајкунерија, мора да ја спроведат. Тоа е целта да се задржи Оската, Будимпешта, Бања Лука, Белград, да продолжи кон Скопје. Какво улога во тој контекст би имале СДСМ, не ве разбрав? А зошто гледаме различен контекст во нивната улога? Впрочем, кој пристапи во Отворен Балкан? дека СДСМ е проевропска ориентирана. Кажав, тој мит падна. Кој го направи Отворен Балкан? Зошто јас бев еден од ретките кој што беше спротивставен? Мислите дека резултатите со кои што коалиција со СДС. Мислите дека заради тоа не била таа коалиција до крај отворена и заради тоа рековме. Поднесете ги уставните измени, можеме да соработуваме. Без тоа не. Не ги поднесовте, заврши. Истото се однесува на уште два закона. Бидејќи ќе зборуваме ние за агенција за медиуми и слично, ќе зборуваме за персонални решенија. Но никој не зборува за законот за примена на рестриктивните мерки, за дополнувањата кои мора да се направат. Никој не зборува за законот за проширена конфискација. Никој не зборува за новиот кривичен законник кој што е подготвен и чека да биде усвоен. Па дури министерот за правда тоа го најави. Прво вака ако ве анализирам, ако добро ве сваќам, СДСМ ќе биде коалициски партнер на ВМРО-ДПМН на следните избори или? Па очигледно така излегува. Дали ќе настапат на одделни листи или не, тоа е нивно прашање. Едноставно ние имаме власт, не зборувам само за влада, ние имаме власт која има киднапирано собствената држава. И во неја граѓаните имаат две опции: да настрадаат, како во Модуларна, како во Дурмотурс, како во Ласкарци, како во Кочани, или да се иселат. Забележете што се случуваше и во целиот тој потек на источниот дел на Северна Македонија. Зошто иселувањето е масовно од моментот кога франкфуртската мафија се враќа на теренот и ги запоседнува и институциите и теренот на организираниот криминал. Бидејќи организираниот криминал е организиран и во поддршка со државата. И вие од тука вадите кадровски ресурси кои што понатаму ќе треба да бидат дали министри, дали пратеници, дали членови на обезбедување и слично. Па тие се такви врски. Добро, зошто мислите дека она како се нарекува лидерска средба не е добар момент? Зошто не? А зашто постојат пратеници? Зошто би разговарале ние двајца, ако сакаме да зборуваме на овие теми? Зошто би разговарале во некој кафул или некаде, а не вака јавно? Не, очигледно, можеби искуството покажува дека некои работи се решаваат врз основа на претходни политички договори. Сега, ако СДСМ поднесе било какво законско решение, претходни договори нема да помине. Кои од тие договори функционираат? Па сега, Охридскиот функционира, Пажанскиот функционира сега. Затоа што тие беа подпишани од лидерите, но дискусијата се водеше во собрание, амандманите се усвојуваа во собрание. Луѓето знаеа за што станува збор. Сега повторно ви кажам, за кој од овие три закони разговараат ВМРО-ДПМН и СДСМ? Па сега кажеш дека контрапродуктивно за СДС ќе биде таква лидерска средба или? Ама видете, јас навистина не се грижам за СДСМ. Јас ги застапувам ставовите на Движењето за нова република. Исто не се заинтересирав ни за ставовите на ВМРО-ДПМН. Јас ги кажувам последиците кои што на крај ни изцртувањето на Република Македонска, по моделот на Република Српска, овде ќе загрози и унитарноста на Северна Македонија. Тоа дека економијата не може да очекувате да ја поправат истите кои што ја упропастиле, бидејќи станува збор сега за втора и трета генерација на наследници во политичките партии, во институциите. Вака сценарија ни дуј не препознава. А зошто мораме да чекаме некој да ни препознава друг сценарија? Ние како македонци и како македонски народ зарем не можеме да ги видиме предизвиците што ни ги сервираат нашите политички елити? Кога зборите во контекст на регионалната политичка слика врз основа на новото нормално во светот која би се одвивала или? Новото нормално допрва се утврдува. Веројатно не следите, не вие, него вашите гледачи. Сигурно не следат, да речеме, него следа обраќањето на данскиот министер за надворешни работи, кој што и по она специфична посета на Венс на Гренланд ги потврди определбата за сојузништво и за отвореност за американското присуство, кое од 17 бази во 45-та година денеска е сведено на една база на Гренланд со 200 војници. Што значи дека сите ги знаеме приоритетите и трансатлантското сојузништво или она МАГА, Make America Great Again, не исклучува Make Europe Great Again, односно МЕГА. Но оно што не сакаат нашите политички лидерства да го кажат е дека, видете, ние сме дел и природен дел и иден составен дел на Европската унија, затоа што тука припаѓаме. И за илустрација, се сеќавате дека сите, или да ги упатам вашите гледачи, да се сетат како сите путинисти однаш се трансформираа во трамписти. И сега веќе не се ни трамписти, туку така некако антиглобалисти.
Ајде да ве потсетам и на уште еден аспект, да го поврзаме тука повторно тој триаголник меѓу Велес, слободно можеме да кажеме Свети Николе, го опфаќа Кочани, Делчево, се долу до Струмица. Зашто тука беа двете ботфарми, најголеми ботфарми со кои што се влијаеше на изборите во САД преку социјалните мрежи? Ништо тоа не е случајно. И ова екстериторијалност која што е прогласена на така наречената Република Македонска, економски и насочена несистемските македонци, кои се огромно мнозинство, и несистемските албанци, кои исто така се огромно мнозинство. Воопшто не е случајно. Може да се трансформираат во политички субјект кој би бил спасот за државата или спасот ќе го изберат граѓаните. Не сакам да користам големи изрази. Произлегол таков политички субјект? Па еве вака произлегува кога ги отворено ги кажуваме работите. Бидејќи до сега се било завиено, покриено. Конечно еве да зборуваме како огромен број на политички структури ги снемуваше во моментот кога ќе пресече и ќе каже не сакаме соработка со олигархијата. Тоа е многу едноставно. Ако олигархијата ве води, вие ќе бидете на функција на власт, но нема да бидете со граѓаните. И сосема за крај, загрижува ли оној чуден сојуз Загреб, Чинам, Тирана и Приштина. Загрижува фактот што Црна Гора, мислам, тоа наспроти Будимпешта и Белград. Загрижува фактот што ние не сме дел од договорената соработка меѓу Хрватска, Косово и Албанија и го поставувам прашањето по наш избор или не поканиле. Второто е уште поопасно, а првото е многу штетно. Затоа што ние сме земја членка, другиот сојуз кој што се најавува. Ние сме очигледно и заради тоа кажувам дека без девучичевизација на политиката на партиите во Северна Македонија, особено партиите во кои доминантно се организирани македонците, ние ќе имаме огромен проблем со одржливоста на државата. Затоа што припадноста, нудењето на Северна Македонија на српскиот свет е опасна по македонскиот народ. Пошто бидејќи ние не сме у делото, тој може ќе бидеме дел у некој третиот сојуз, Атина, Софија, Скопје можеби, НАТО сојуз. Прво и основно, значи кон Северна Македонија има особено битен пристап заради тоа што ние сме тука во делот и на источно медитеранскиот пристап на Европската унија и на НАТО особено. Второ, ајде да си го поставиме прашањето. Зарем мислите дека меморандум би подпишале Загреб, Приштина и Тирана без тоа да се знае во Вашингтон? И конечно е едно охрабрување и до медиумите и воопшто до партиите. Па ние имаме таму заменик генерален секретар, ако не се лажам, на НАТО. Ајде да ја прашаме господјата Шекеринска, дали некој има проблем на подпишаниот договор меѓу тие три земји? И второ, зошто Северна Македонија не е дел од меморандумот за соработка? Ве потсетувам, ние имаме најмалку 3 во моментот воени поранешни наменски објекти од наменската индустрија. Зошто не сакаме да ги ревитализираме? Косово произведува дронови во соработка со Турција. Албанија извади оклопно возило кое што е по стандарди на НАТО. Береме еден штраф да направиме една навртка, не знам. За волја на вистината на фабрика во Самоков работи, мислам дека за НАТО работи. Значи, во делот на Самоков треба да се потсетиме како беше саботирано носењето на странските инвеститори. Тоа е друга приказна, но сакам да кажам дека не е друга приказна, тоа се истите 35 години. Функционира. Така што, кога ќе видиме дека Еврокомпозит останува надвор од можностите, кога ќе видиме дека Руен во Кочани останува надвор од можностите да биде дел од наменска индустрија, што бил претходно. Прашањето е зошто, односно по чија одлука и за чија потреба. Не за потреба на македонците и не за потреба на Северна Македонија. Добра е темата за фабрики за анализа. Во секој случај, благодарам што бевте мој вечерашен гостин анализа со Иван Величковски. Поради страв да сведочи пред него, Кечишев побара, судот го отстрани Палевскиот судница. Обвинетиот тврдеше дека бил вклучен во подготовките, но не знаел дека ќе бидат извршени убиства. Кешишев дури чувал стража, го видел Палевски со пиштол, потоа слушнал истрел, па го повикале да помогне да ја закопаат Вања во местото Бразди. Палевски потоа ги исчистил лопатите со спреј ВД-40 и на 500 метри, од каде го закопале девојчето, му наредил на Кешишев да ги фрли лопатите покрај патот. Обвинетиот Кешишев денеска одговараше на прашање на одбраната и обвинителството, но Палевски беше отстранет од судницата по барање на одбраната на Кешишев, бидејќи му било страв да одговара пред него.
Се свртев едно 3-4 пати да видам што се случува. Првиот пат разговара, гипекот беше отворен, не знам зошто бев подалеку. Потоа се завртев, видов дека копаат. Последниот пат кога се завртев, Палчо во раката држеше пиштол. Тоа јасно се гледа, не беше многу далеку, околу 20 на метри. Пак се свртев и слушнав истрел, пукање, ама никако тапо, како неприслушно. На крајот ме викна да побрзаме да се затрупа телото, пак не го видов телото зашто беше покриено со земја. Сведочеше Кешишев на денешното ручиште. Дупката каде што беше пронајден мртов Панче Жижовски, ја копале Кешишев и Велибор Манев 1 година претходно. 1 месец секоја недела оделе до местото, Манев копал, а Кешишев исфрлал земјата. Кешишев мислел дека копаат злато. По некое време го прашал Манев зашто е дупката, пошто дознал дека е за киднапирање. Третиот пат кога отидовме исто во недела, јас и Велјо влеговме подлабоко во дупката и тогаш ми кажа дека за ова не треба никој да знае, зашто може и глави да летаат. Ме предупреди да имам дознаење бидејќи дупката била замислена за намена за киднапирање на лица. Четвртиот пат ја завршивме дупката, Велјо изстави поклопец и се вративме назад во штабот и му кажа на Палчо дека се е во ред и дека има длабочината. Кешишев не видел кој и како губил Панче, отколку дознал дека е мртов, не пријавил зашто бил збунет и Палевски му забранил да ги напушти просториите на партијата. Палевски во телефон му бил мемориран како царот, а Кешишев ги исполнувал сите наредби кои му биле дадени од Палевски. Според неговиот адвокат, тој бил заложник на дел од обвинетите и постапувал како ќе му наределе. Нема никаква улога во извршување на грабнување, а уште помалку во извршување на убиства. Самите слушнавте дека истиот бил во положба на подчинетост на останатите обвинети. Истиот сам посочи дека никош не му било давано да даде било каков заклучок, било каков збор. Според адвокатот на Палевски станува збор за хајка, а Кешишев правил драми во судот. Епа, ако посочи Палевски да потврди, зошто бараше Палевски да излезе од судењето? Зошто не се соочи со него и да го каже тоа јавно? А второ, значи ни еден од нив, нити Велибор, нити Кешишев, кажуваат јавно дека биле таму, ама чуле не виделе. Како можеш да бидеш присутен да не видиш? На следното ручиште продолжува распитот на Кешишев од одбраната на другите обвинети. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Полицијата приведе тројца за убиството на жител на селото Луќе во Крива Паланка. Се работи за 84 годишен маж од селото, кој бил пријавен за исчезнат на 29 март. Полицијата го пронашла неговото тело закопано во близина на куќата во која живеел. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека извршен увид на местото, а по наредба на обвинител телото е предадено на обдукција. Обвинителството побара и 48-часовен притвор за осомничените. Подсомнение се 3 лица кои според неофицијалните информации се татко и двајца синови, соселани на убиениот. Селото Луќе е планинско и оддалечено од градот 17 километри. Истрагата треба да покаже кои биле мотивите за убиството. Полициски службеници од одделението за внатрешни работи Крива Паланка лишиле од слобода 3 лица од село Луќе, Кривопаланечко. Тие се сомничат дека го убиле 84 годишниот љс од село Луќе, кој на 29 март оваа година бил пријавен за исчезнат. Телото на љс било пронајдено закопано во непосредна близина на неговата куќа во село Луќе, а увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Куманово. По насока на јавен обвинител телото е предадено за обдукција, а по целосно расчистување и документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Продолжение блог вести од светот. Белата куќа потврди дека претседателот на САД вечерва ќе објави нови